веќе целосна демонтажа на УСАИД и нивните експозитури во Македонија, СДСМ и шарената револуција, брусалицата проработе пред Американската агенција за меѓународна помош. Се извадија буквите стечај. Стечајниот управник Илон Маск реши да стави катанец на агенцијата која служаше за симнување од власт на легално избрани влади по светот, односно на оние кои во тој момент не беа померак на Америка. Трамп за УСАИД вели дека скоро се што направиле било коруптивно. Му веруваме. Every single line that I look at in terms of events and transactions is either corrupt or ridiculous. Ни Македонија не беше заобиколена од тој бран на промени под патронат на УСАИД и нивниот партнер Институтот за отворено општество, популарно наречен Сорос, за соборување на власта на ВМРО ДПМН, која не сакаше да го смени името на Македонија. УСАИД и Сорос, кај левичарските невладени организации, истуриле $290 милиони. Тоа не го велам јас, туку специјалецот на Трамп, Ричард Гренел. $290 милиони. Знаете ли колку пари се тоа и што може да се направи за таа сума? Да се изгради, да речеме, еден автопат или болница. Ама не, УСАИД одлучиле овие пари да ги дадат на шарените, откако овие им ветиле дека СДСМ ќе победи на изборите во 2016 година и после се ќе биде полесно. Каква случајност, баш во тој период заменик председателот на СДСМ, Фани Карамфиловска, добила над $1,5 милион од Сорос, додека беше начело Институтот за отворено општество. Зашто? Никој не знае, но како се вели, не ме прашувај како го заработив првиот милион. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Секој ден во 6 се дереа шарените цела година за да ги оправдаат парите. Дојдоа изборите, ВМРО повторно победи. Замислете колку треба да си неспособен и да ти лепи рачето со $290 милиони у кеш да не ја завршиш работата. Епска неспособност. Работодавачите видоа дека работниците се неспособни, па тргнаа самите да си ја завршат работата. И си ја завршија. Целта беше постигната, ВМРО беше тргнато од власт, а името сменето. Пари ко пари, брзо се трошат, а шарените се навикнати на луксузен живот. Джипови, патувања, станови и парите отишле. Затоа деновиве плачат и кукаат новинари и експертутки. Колку било тешко што ете УСАИД ја затвориле дека и тие имале и добри проекти. Да, точно е дека помеѓу парите дадени за шарените и нивните медиуми, УСАИД имаше и по некој проект за поддршка на земјоделци, за изградба на водовод во некое село, за вакцинација на деца. Но, тоа не го оправдува фактот дека со нивни пари се креираше јавно мислење кој е добар, а кој е лош, а кој шири лажни вести. Замислете, креаторите на лажните вести широм светот добивале милиарди долари за нас да не обвинуваат дека шириме лажни вести. Нема појако. Затоа на корисниците на парите од УСАИД да им порачам. Одвикнувањето ќе оди тешко, но има надеж. Вие лесно ќе најдете нов спонсор. ЕУ чека на вас. Во името на демократијата, се разбира. Но, УСАИД не истурале пари само за во Македонија. Еве, например, за соборување на Александар Вучич се потрошени дури $939 милиони. Па добро бе УСАИД, што се нашиве шарени поевтини од српските за нив да им давате 3 пати повеќе пари? Ајмо звижделјке, еден протест пред српската амбасада во Скопје. Еве, сосема случајно на Александар Вучич, додека одеше на средби со граѓани, му падна тркалото. Не баре вози Југо 45 или стокец, па тркалото туку така ќе отпадне. Премногу случајности во време на протести не може да бидат случај. Ма не е то ништо, а види ону будалу. Милане, чие е оно точно? Наш. Sad smo ustrali motku načisto. Да се вратиме на локални теми. Лидерот на ДУИ Али Ахмети бара да се провери потеклото на богатството на сите политичари. Тоа е во ред, но можеме само да претпоставиме што ќе се случи ако почнат од него. Команданте Али, како ќе ги оправдаш бизнисите на твојот внук Дрин Ахмети, кој на 26 години врти милиони, продава, купува трговски центри, копа рудници и добива иновации за принтер? Ја чудим, бев во подрум, ќе рече Али Ахмети ако некогаш го прашаат од каде му се парите.
Минатата епизода реков дека со доаѓањето на Трамп му се изброени деновите на власт на Албин Курти. Па еве го, Курти победи, ама тешко дека ќе направи влада. Времето на екстремни политичари помина, нека се замислат овие кај нас.